Во ек на корона кризата, генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски контра препораките на владата, наместо да остане дома, замина во Берово, а од таму, од преубавото Беровско езеро, порачува сите граѓани да останеле во своите домови со своите семејства. Сепак, тој е еден од оние 10.000 граѓани кои наместо 80-часовниот викенд полициски час да го мине дома, реши да замине од Скопје, иако претходно во објава на Facebook повикуваше на друго. Секој мора да ги почитува сите мерки во целост. Тие се основна алатка за намалување на ширењето на заразата. Овој викенд сите да останеме дома со своите семејства. Издржавме потешки моменти, заедно ќе го поминеме и овој. Оваа порака Николовски ја напиша на Facebook на 4 јуни, за ден подоцна да објави фотографија на Инстаграм, каде од Боровското езеро ги поздравува граѓаните. Советот другарка ми, оди напред, полека но сигурно, ви посакувам убав викенд и ве поздравувам од преубавото Беровско езеро. Одлуката на владата да стави 4 града и уште неколку помали општини под 80-часовен карантин предизвика незадоволство кај голем број граѓани. Она што уште повеќе чуди е ставот на министерот за здравство Филипче. Тој вели ги ставиле градовите под карантин, иако знаеле дека луѓето ќе заминат во туристичките места низ Македонија. Колкав и број на граѓани да се минуваат, а секако кај продолжен викенд се очекува да се испразнат големите места и се наполнат туристички. Фотографијата на Николовски предизвика бура реакции на Инстаграм. Во еден од коментарите се вели, а на Фейсбук пишуваш дека дома ќе го поминеш викендов, друг пат кога лажеш, пази што си кажал.